Ми е интервју со Дороти Пачкова, експертка за родови прашања. Го правиме по повод 8 март и состојбата со правата на жените во земјава. Дороти долги години работиш во сферата на унапредувањето и сензибилизирањето на јавноста, но и на носителите на јавни функциони кои што креираат политики во земјава на темата женски права и родова еднаквост. Случајно или не случајно, родена си на 8 март, најпрво денеска да ти го честитам роденденот, но и денот на жената. И би те прашала за почеток, по целото искуство што го имаш изминативе години, каква оценка даваш денес за состојбата на женските права во земјава? Состојбата со женските права, како и сите општествени текови, не се праволиниска, немаат праволиниски живот, за среќа. Па така, често имаме победи за кои секако си даваме признание, но често и за жал се уште можеме да евидентираме уназадување на женските права и многу немили состојби. Имаш големо искуство, низ годиниве работеше во невладина организација, се уште си претседателка на Една може. Мислам дека и постдипломските студии ти се во сферата на родовата еднаквост. Многу прачина се крива околу поимот родова еднаквост. Најчесто препукувањата се меѓу двата екстреми. Крајниот патриархат и другиот е жените кои се во постојан антагонизам со мажите. Но ниту едното, ниту другото не е родова еднаквост. Да дефинираме што значи родова еднаквост, што значи рамноправност и зошто често се меша со поимите истоветност или сите сме исти. И најчесто тука се кршат копијата. За да не се кршат копијата, самото биномно гледање или црно-бело гледање се коси со со сите феминистички заложби, но се коси и со новото доба која денес го живееме. Работите не се вакви или такви. Секој пат кога ќе има или, знаете однапред дека тоа е осудено на пропаст или е осудено на она раздели па владај. Ние и вие. Тоа е наратив кој ствара спротивности. Не сме тука за спротивности. Јас својата лична животна мисија воопшто не ја гледам во ниту една од крајностите и сами сме оние кои одлучуваме дали ќе правиме некаков баланс и ќе хармонизираме или ќе ствараме непотребна конфронтација. Родова еднаквост во суштина се сите заложби за еднакви можности, заложби за излегување, заложби за еднакви можности кои немаат иста крајна цел. Фин пример би било ако кажеме дека личност од 2 метра, личност од 1,50 и личност од 1,10 ги носиме да гледаат надпревар каде има ограда од 1,60 м. Тогаш само оној кој е највисок ќе го гледа надпреварот. Често старовековното општество, она како денес сме изградени, вели дека еве на сите ви ги дадовме сите еднаквите права, ве донесовме на надпревар, па вие гледајте. Знаеме дека оној од 1,10 м воопшто нема ни да може да го види надпреварот, оној од 1,50 м ќе рипка, ќе се обидува нешто да види, а надпреварот ќе биде виден само од оној кој е највисок. Тоа не е идејата. Потоа ако ги седнеме на маса и им кажеме ајде дискутирајте за надпреварот, ќе сватиме дека оној кој не го гледал надпреварот нема ни можност еднакво да партиципира во разговорот. Можам да заклучам дека станува збор за еднакви можности за сите, почнувајќи од позицијата во која што тие во моментот се наоѓаат. Дали жените во Македонија немаат еднакви можности со мажите? Жените во Македонија и во светот, според сите статистики, и според моето скромно животно искуство на земјава, немаат еднакви можности со мажите. На што се должи тоа? Еве конкретно кај нас. Немањето, да, кај нас корени се влечат од патриархалното општество. Кога ние експертките за родова еднаквост предаваме, сакаме да кажеме дека тоа се последици од патриархатот кој долги години, децении, столетија владеел на овие простори, посебно на овие простори како нашите, но исто така се должи и на нефлексибилноста на донесувачите на јавни одлуки, заради тоа што самото креирање на општеството е креирано во голема мера од мажите.
Па така е според машка мерка ова општество. Доколку дадеме пристап на жените до јавни позиции, тие ќе можат еднакво да партиципираат како мажите, да го дадат својот придонес. Едноставно, леките низ кои го перцепираме општеството да биде и машко и женско. Како што веќе споменав, најчесто копијата се кршат меѓу двата антагонизми, иако тоа не е родова еднаквост. Последниот пример беше фамата што се крена на социјалните мрежи за месењето на леп. По изјавата на претседателката на ЛДП Моника Зајкова, дека и мажите треба да месат леп. Сигурно контекстот не беше само и дека и мажите треба да месат леп, но сите се на некој начин фатија за таа реченица. Според тебе, ете, символично кажано, кој треба да меси леп? Како еден скопски бенд, лепи игри, забава, дајте му на народот, но исто и како од римско доба, кога не сакале народот многу да им се меша во високата политика, тоа буржујско видување, кое се надевам на кое ќе му затвориме врата, занимавајте го со небитни работи, па на крајот денот и пратеничката имаше право. Ако фатат малку мажите да замесат леп, и да ги наранат останатите членови од семејството, може би полесно ќе ги разбираат жените како им било години наназад да ја водат водечката улога во кујната. Борбата за рамноправност, за жал, често пати се перцепира дека е движење во кое жената престанува да биде жена. Што секако е стереотип, што според тебе значи да се биде жена која ги ужива сите права во нашето општество? Токму како што кажа, секое бинарно видување, речиси секое бинарно видување е стереотипно, стереотипите не носат во дискриминација. Она што значи да се биде жена која ги ужива сите права, не би можела ни самата јас да кажам, заради тоа што со самото тоа што сум жена не ги уживам сите и еднакви права како мажите. Може би некогаш наслутувам што би значело да можам да ја имам слободата која мажите ја имаат, но и јас ја немам истата таа слобода, доколку го тврдам спротивното. Платформата за родова еднаквост организира вечерва марш во Скопје со наслов "Ке преживеат ли жените овде?". Претпоставувам вака интензивен наслов оваа година поради последните случувања на насилство врз жени и девојчиња. Имаше фемициди, мизогонија, говор на омрза на социјалните медиуми. Колку е алармантна состојбата во земјава во однос на насилството врз жените и девојчињата? Насилството врз жените, за жал, да, е во алармантна крајност отидено. Она кое ние како граѓански сектор го правиме, сите со своите капацитети и можности гравитираме во сферата на родовата еднаквост и ги правиме нашите заложби, повлекуваме од нашите животни искуства, со тоа и дел од нашите животни искуства како жени во општественото живење, токму се поклопуваат со светските статистики кои велат дека секоја трета жена низ својот живот ќе биде жртва на некаков тип на родово базирано насилство. Не се далеку од вистината статистиките. Она кое е алармантно е токму фактот дека допред ковид пандемијата родовиот гап, интернационалните организации за родова еднаквост го проценуваа на 202 години. После пандемијата точно состојбата е влошена за 1/4 со тоа што родовиот гап предвидуваат дека ќе се намали дури за 275 години. Што значи тој родов гап? Што значат тие 275 години? Е оној простор помеѓу можностите на мажите и можностите на жените. Она лимбо зона во која нашите женски права не можеме да ги постигнеме за да можеме да дојдеме на еднаква стартна позиција со мажите. Излегувањето на пазарот на трудот е многу покомплицирано за жените отколку за мажите. Бројноста во работните позиции кои носат високи материјални добра се речиси недостапни за жените. Дури и оние жени кои ќе се изборат да дојдат на иста работна позиција како мажите, земаат помали плати од мажите. Здравствените услуги кои ги користат жените, пристапноста до здравствените услуги и потребата од здравствени услуги кои жените ја имаат е многу поразлична од потребите кои мажите ги имаат во однос на здравствените услуги. Социоекономската и социокултурната
позиционирање на мажите и позиционирањето на жените е многу поразлично. Тој празен простор го викаме родовиот гап. Ја спомнавте и нееднаквоста во платите, тоа не е нешто ново и специфично само за Северна Македонија. Тоа е нешто што е евидентно и во Европската унија, па дури и во развиените земји како Шведска. Имате ли некои податоци колкав е тој гап тука кај нас во Македонија во проценти? Сигурно имаме проценти кои мене сега не ми доаѓаат на ум, но знам дека до пред пандемијата процентот, значи тој гап се намалуваше, додека па после пандемијата поразително е тоа што скокна. Ова е фактичката состојба дека жените се најпогодени во сите кризни ситуации, жените се секогаш оние кои се на исфрлени позиции, жените се секогаш оние кои најмногу губат. Токму поради конструкцијата на овој свет од страна на мажи, машки свет. Првиот удар на овој свет најпогодени и најудрени се жените. Затоа се должи тоа. Зошто се најудрени жените? Тоа се должи заради тоа што, како што кажав, јавната сфера е машката сфера, јавната сфера го креира општественото оживење на луѓето. Ако општественото оживење на луѓето го креираат само мажи, тогаш првпат кога ќе почне да се тогаш се понедостапен им е светот на жените и кога ќе почне да се руши тој свет, повторно најзагрозени се жените и ранливите категории на граѓани и оние кои се малку бројни. Долго години работиш на најразлични анализи за промена на политиките, нивна поголема инклузивност на тие политики во однос на правата на жените, но и на еднородителските семејства. Како функционира денес Една може? Како функционира Една може? Сите долгогодишни наши заложби се релевантни, се ветар во грбот на многу млади и посебно од еднородителски семејства. Нашата организација ќе остане запамтена во историјата на државата како едни од оние кои бевме најобезгласени, оние кои често добивавме пораки од типот на да се скриеме дома и да се срамиме, но ние упорно правевме напори да го одржуваме нашиот глас во јавноста, она во кој прераснавме денес. Токму ова е време на трансформација на Една може и како што, ако се повикам на искуството од минатото, можам да кажам дека со секој голем предизвик ние се повеќе и повеќе растеме. Искрено не можам да дочекам да видам во што ќе прераснеме во наредната година, да речам. Почнавте со одреден начин на функционирање, помош на жени, волонтирање, нудење разни видови на материјални добра како помош. На што сте денеска фокусирани во работењето? Денеска сме фокусирани токму на родовите јавни политики, на креирањето истражувања и фактички податоци, за да не мораме многу да раскажуваме приказни. Фокусирани сме на тој тип на активности и започнуваме и соработка или ги одржуваме соработките со јавните институции, иако сме сведоци на многу променети гарнитури. Ние не се откажуваме и продолжуваме со нашата работа. Нашата работа е да ги сензибилизираме државните апарати и институции да бидат сензибилни кон оваа огромна ранлива категорија самохрани родители и деца од еднородителски семејства, за да можат да направат социјална интеграција. Што кажуваат податоците за еднородителските семејства во земјава? Каква е состојбата процентуално? Колку семејства се еднородителски? Имате ли такви податоци? Секоја година расте процентот на еднородителски семејства, секоја година расте процентот на девојки и жени кои самостојно одлучуваат да донесат деца на овој свет. Секоја година расте процентот на жени кои одлучуваат да не трпат насилство и тоа многу често е причина за настанување на еднородителските семејства, но исто така имаме и еднородителски семејства кои се силом прилики под присила на околностите создадени. Имаме еднородителски семејства чив втор родител исчезнал, не знам, одслужува казна затвор, отишол на печалба во странство и откажал секаква родителска одговорност. Сите тие различни конструкции на еднородителски семејства треба да бидат дел од ова наше општество и државата не е спремна за тоа, не била во изминатите години, но ние се надеваме дека ќе ја подготвиме и работиме
да ја подготвиме, да може сите тие различни типови на еднородителски семејства еднакво да функционираат како и вообичаените типови на семејства. Законот препознава, мислам, 3 основи. Дали едно семејство е еднородителско. Вие долги години работите на промена на законот за семејство, меѓутоа се уште нема никакви промени тука. Имате ли некои сознание дека можеби ќе се покренат работите во некаква блиска иднина? Ние се заложуваме да се покренат работите во блиска или далечна иднина, не зависи само од нас. Доколку ние се прашуваме, искрено, прво и основно што би се направило, би се дала соодветна инклузивна дефиниција за еднородителско семејство. Ние ја предложуваме дефиницијата на Европскиот институт за човекови права, која дефиниција ја користат тие, ние предлагаме да се имплементира во македонското, во нашето законодавство. За жал, до сега немало слух од страна на креаторите на јавни политики и унапредувачите и унапредувачките на законодавството. Но во иднина се надеваме дека ќе се случи. Архив за еднородителски семејства, да се бројат најпрво како бројки, па потоа да можат да се третираат и како луѓе сите членови на овие семејства, тоа се нашите крајни заложби. Генерално не само во оваа сфера, еве генерално колку слухи имаат македонските политичари или политичарки за промени на нивните политики и унапредување на женските права? Според твоето искуство до сега, дали се е на туркање или можеби не е секогаш така? Според нашето искуство, како едно движење за унапредување на правата на еднородителските семејства, можам да кажам дека на прва и порано не разбира зошто сета оваа наша борба. Сега веќе со дел од политичарките имаме разбирање и свесни се со какви проблеми се соочуваме. Многу ми е драго што се свесни и што би ги решило тие проблеми, а дел од нив и сами не контактираат, но големата работа останува дека некој треба да ги засука ракавите и да не се откаже на првата препрека. Неодамна објави, мислам дека и ти и на Facebook страницата на невладината организација, дека соработувате со лидерката на ЛДП Зајкова во сферата на родовата еднаквост. Може ли да ми дефинираш за каква соработка станува збори? Дали може би оваа соработка ќе доведе до промена на одредени политики? Да, нашите најчесни заложби, за жал пред 2 години, кога ние предлагавме на парламентот како граѓанска организација да создадеме интерпарламентарно тело за унапредување на правата на еднородителските семејства и самохраните мајки, беше одбивано. Во моментот кога требаше да подпишеме дека ќе го формираме телото, но за среќа и моje изненадување парламентарката Зајкова сама стапи во контакт со мене и не праша што ни треба. Новите генерации на пратенички и пратеници искрено многу пријатно ме изненадуваат и среќна што можам да сведочам на вакво нешто. Па така, она кое на нас ни треба за да можеме да бидеме тука за луѓето е да создадеме интернационално тело, интерпарламентарно тело за родова еднаквост со фокус на унапредување на правата на самохраните мајки и еднородителските семејства. Тоа тело би имало акцијски план кој би се однесувал на конкретни интервенции во законодавството во Македонија, а сите тие интервенции биле во служба на еднородителските семејства. Па така тие би ги имале потребните бенефиции кои досега ги немаат. Значи, со една суштинска соработка би решиле државен проблем. Значи, тоа би било тело кое што би функционирало внатре во собранието, во него би членувале пратеници. Имате ли некој рок кога би се реализирало? Значи, вие неодамна постигнавте некаков договор, согласност. Кога би се реализирала оваа идеја? Искрено се надевам дека оваа пролет ќе реализираме идејата и понатака не останува со телото кое ќе го формираме да работиме. Добро, ти го честитам 8 март, празникот на жената и празникот со кој што всушност се дава значење на унапредувањето на правата на жените. И ти посакувам се најубаво. Ти благодарам. Честит 8 март на мене, на тебе, на нашите ќерки и на секоја една. Да можат се што ќе посакаат. Ти благодарам.